Добар виден и добре дојавте во Класи. За почеток во емисијата ќе зборуваме за есенската сеидба кај нас, а за таа цел ќе разговараме со професорот Дане Бошев, кој што е редовен професор на Факултетот за земјоделски науки и храна тука во Скопје на катедрата за житарици, а во вториот дел пак од емисијата, бидејќи се актуелни зимниците, ставањето на туршија, на кисела зелка, ќе го посетиме пазарчето на влезот во Скопско Бардовци, каде што се продава надалеку прочуената бардовска зелка. Меѓутоа, пред да ве водиме на пазарчето за да видиме како се продава таму зелката, ќе посетиме и една нива во собственост на Предраг Ацевски, во непосредна близина на селото Бардовци, кој што повеќе години одгледува зелка, а оваа година засадил зелка некаде на отприлика околу 3 декари. Значи, одиме поред, а вие следете не во наредниве 30 на минути. На македонското земјоделство му е потребна стратегија за темелна реорганизација. Ако сакаме посериозен исчекор во земјоделскиот сектор, потребни се едуцирани земјоделци, навремени и квалитетни агротехнички мерки, современа механизација и пред се наука. Токму затоа е важно да се користат услугите што ги нуди Факултетот за земјоделски науки и храна, како високообразовна и научна институција. Професоре, во последниве години, заради климатските промени, во овој период, обично земјоделците се соочуваат со суша, заради кој што практично не може да ја реализираат есенската сеидба и таа се одложувала. Меѓутоа, оваа година имаме сосема спротивна ситуација, имаме поприлично врнежи и дополнителна количина на влага. Каква е состојбата на терен? Прво ви кажал нешто околу климатските промени. Општо земено науката кажува дека климатските промени не значи намалување на дождовите или изголемување, туку поместување на тие вообичаени, да речеме, за одреден реон месеци каде што има повеќе влага или помалку. Порано имаше некои, да кажем, непишани правила кога се сее, кога може да се очекуваат дожд и така натаму, но со овие промени тие правила се изместени. Поради тоа, оние кои што се помали фармери, кои што имаат помали површини, можат да се прилагодат, но фармерите кои што се организирани за производство на поголеми површини, 200, 300, 1000 хектари и така натаму, сепак мора да имаат по-добри планирања во однос на механизација, за да навремено ги направат сите потребни агротехнички операции. Како што рековте, неколку години наназад, главно поради суша, сеидбата беше покасна, па се јавува некои интензивни дождови, па пак суша, дури пред нова година и така натаму. Се појавија нови болести, нови штетници. Штетниците биле тука, но не биле толку економски значајни со нивната штета и имаше ситуации кои што се невообичаени за нашата држава. Ланската година, например, беше па исклучително врнежлива во периодот кога им е потребно најмногу влага на житата. Тоа е пролета, некаде април, мај, јуни, и со самото тоа се добија повисоки приноси ланската година и со подобар квалитет. На некој начин целокупната потребна количина на пченица конкретно за потребите на државата беше покриена. Тоа е некаде околу 300 до 330 илјади тони. Исто така и за јачминот, иако дел од јачминот поради економскиот интерес е извезен и надвор од државата. Професоре, еве рековме дека оваа година приносите беа прилично добри и заради временските услови меѓу другото, меѓутоа тука е потребна и посовремена механизација за да имаме подобри резултати. Меѓутоа ме интересира како нашиве сорти на пченица, па еве и на јачмен, на другиве фуражни култури се прилагодуваат на новонастанатава ситуација во однос на временските услови. Вака, домашни сорти за пченица и за јачмен има релативно малку. Главно тоа се од увоз, дел се од Србија, од Хрватска и од западноевропските земји. Домашните сорти што се тука се прилагодливи во принцип.
резултатите го покажуваат тоа. Исто така има многу добри сорти од надвор што влегуваат. Сега околу квалитетот на семенскиот материјал кој што се користи, вообичаено тоа е добар квалитет, но има и ситуации каде што квалитетот на семенскиот материјал не е таков како што би требало да се очекува. Потребна е дополнителна контрола при увозот? Па се прави контрола при увозот, иако согласно нашите прифатени правила за одредени сорти кои што се признаени во Европската Унија, не се врши дополнително испитување тука. Иако јас сум на таа страна да треба да се направи, не мора тоа да е задолжително, но за да знаат фармерите што користат. Имаме, пак ќе кажам, има доста добри увозни сорти, но од друга страна, за да знаат фармерите што користат, би требало да се испита некоја вредност на тоа производство при увозот. Сега кај нас тоа не се прави. Така. Ме интересира какво е вашето мислење околу расцепканоста на парцелите? Колку тоа создава дополнителен проблем? Секако дека е проблем, поготово што има фармери кои што имат повеќе мали површини на поголема дистанца, тоа им прави дополнителен трошок во самото производство. Има некои по 50 км од едно до друго место одат и со самото тоа тие такви помали фармери негодуваат зошто цената на чинење им е поголема. Од друга страна, иако со години наназад постои една иницијатива на групирање, лично не верувам дека тоа во брзо време ќе се случи. Спомнавте пред малку дека има производители со 200, 300, 500 илјада хектари. Тоа во секој случај бара и посовремена механизација. Меѓутоа, дали структурата на земјоделците практично ги може да одговори на потребите на модерното земјоделство? Има фармери, условно кажано мали или средни, по однос на површината, кои што се многу сериозни во своето производство. Инвестираат, купуваат нова механизација, ги користат фондовите од ИПАРД конкретно и со самото тоа добиваат и подобри приноси. Значи мора да се димензионира механизацијата соодветно на површините кои што ги имаат. Не само во бројка, туку и во јачина. Например, трактор не е исто дали е од 70-80 киловати или од 120-150 и така натаму. Поголемите организирани фармери кои што имаат површини 500-1000 и повеќе хектари, најчесто кај нас во државата, во Македонија, имаат димензионирано таа бројка на потребни машини, како во однос на основната механизација, така и во однос на приклучните машини, сеалки, ѓубре растурачки, прскалки и така натаму. Сега во последно време е доста актуелно користењето на новите технолошки пронајдоци, као дронови, GPS системи и така натаму, кои што веќе некои фармери ги користат. Се уште е тоа за индивидуален фармер релативно скапо, но постојат веќе фирми кои што имаат инвестирано во таква механизација, модерна да кажеме, која што ја изнајмуваат. Сега дали ќе им се најде рачуницата на користењето, тоа е друго прашање, пошто варираат цените. Рековме дека оваа година приносите беа прилично добри и успеаваме да ги задоволиме потребите на државата со пченица. Меѓутоа ме интересира, со оглед на тоа дека сточниот фонд е опаднат во Македонија, успеаваме ли сега со добиточна храна да ги задоволуваме потребите? Па, главно да, бидејќи имаме малку сточен фонд. Во однос на другиот, тука главно станува збор за користење на јачмен, пченка и некои легуминози, као соја или ќуспе од соја, грашок, сточен и така натаму. Од друга страна, со некои политики и владата што ги прави во однос на субвенционирањето и со сугестиите кои што ги дава до фармерите да ги користат сите агротехнички мерки, се покажува резултатот како позитивен во однос како на приносот, така и на квалитетот. Така да ова е последната година да ја спомнеме како добра година за житните култури
се покажа дека тие што имаат применето комплетна агротехника, и тоа стално јас како професор го советувам да значи приносот почнува од основното орање, па се до крај. Значи променети се, кој што кажавме на почетокот, агроклиматските услови. Порано немаше ситуација, да речем, да се прска против болести, против некои штетници, а сега често пати се случува да тоа и треба 2 пати. Значи тоа е поголем трошок за самите фармери, но кога фармерот ќе види дека има потенцијал неговата површина, значи добар склоп, добри се растенијата, развиени и така натаму, би било греота да не инвестира уште малце дополнително, да го заштити тоа, што на крајот секако ќе му се оправда во конечната пресметка во однос на приносот што ќе го добие и квалитетот. Веќе оваа година и самите од моите информации млинови беа задоволни, значи покрај тоа што имаат увоз од надвор за високо квалитетна пченица, доста добар квалитет за така наречено лебно брашно да се добие, имаш и од домашното производство. Сметате ли дека оваа година цените што беа актуелни на пченицата и на јачменот можат отприлика да ги задоволат желбите на земјоделците? Дали ќе ви мислам дека нема да ги задоволат желбите, но према калкулациите кои што ги правеа колегите од институтот, од факултетот и така натаму, и према субвенциите што ги добиваат трократно, да кажам, примарната субвенција беше за житни култури околу 6000 денари, потоа ако користи сертифициран семенски материјал дополнителни 7000 денари, плюс имаат ако предадат во регистриран откупувачки центар, дали станува збор за сточна храна или млин, дополнителни 6000 денари, плюс тука добиваат субвенции за нафтата, да. На крајот, кога ќе се направи математиката, би требало да биде покриено целото производство и да имаат одредена добивка. Сега, како што кажав, тие што имат расцепкани површини, нивните трошци се поголеми и секако дека тие фармери ќе не го добиваат. Ви благодарам, професор. Благодарам и на вас. И откако со професорот заклучивме дека заради големата количина влага во почвата, земјоделците ќе ја пролонгираат есенската сеидба на житариците, се упативме кон Скопско-Бардовци, каде што во полн ек е бербата на есенската зелка. И еве како што претходно ви најавивме, после разговорот со професорот Дане Бошев од Земјоделскиот факултет, ве водиме во Скопско-Бардовци на нивата засадена тука во непосредна близина на селото, а е во собственост на Предраг Ацевски, кој што е долгогодишен производител на зелка. Одиме. Како е, момче? Добре. Ајде, здраво жив. Добри сте ми? Добре. Предраг, значи ти си од Бардовци, ова се нивите каде што имаш засадено зелка, селкава е сега за берба, меѓутоа за да се стигне до берба треба многу труд да се вложи. Така е. Каква е процедурата за производство на зелка? Значи процедурата е следна, се бразди со трактор на 70 сантима растојание. Добро. Значи ми е обично со Фергусонкова браздине, имаме тробразни тија за браздење, плукчиња, и на 70 сантима измеѓу редоите негде ка се бразди. Така. А меѓу зелките, колкав треба да биде просторот? Просторот меѓу зелките од 35 до 45 сантима, сега зависи, овој кај мене е на систем зелката, оваа година прв пат, и е на 40 сантима од корен до корен растојанието, пошто такове системот има и 30 тројка, ама да не биде густо многу. На 40 негде ка е
нормален за зелката да биде како што треба да може да се. И се, кога ќе се удри пресметката, на 1 декар колку садници доаѓаат? Значи на 1 декар ставаме негдека од 2,5 до 3.000 корења. Така. Од прилика. Толку му доаѓа. И во просек, ако зелкиве се по килограм и пол до 2, еве по 2 килограми просек. Значи не искача просекот никогаш така, Аха. зашто некоја нема да врзе, да направи зелка, некоја ќе испука, зашто она негдека треба да стаса за 90 дена до 100. Така. Ама, пошто сега многу е топло, она бара вода, без вода нема ништо и не можеш да ја погодиш, обично е убаво да ја се погоди да стаса негдека 5 ноември, тогаш луѓето зимаат, пошто е поладно. Така. Кај нас стасува 25 октомври и ако стаса порано нема на кого да ја продадеш, ќе почне да пука, пошто си има и она временски период колку и треба да стаса. Претежно на узла куќа ни продаваме. Аха. Тоа ни е таму Така. дозволено и само у сезона кога се продава зелка. Аха. Толку околу 40 дена, Успеваш се да продаваш? па успевам. Зимам одмор. Така, ова тебе ти е 20, дополнителна 25 дейност. дена. Така. Друго не садиме, пошто немаме време. Така. Само зелка садиме, Само една реколта вадиш? една. Значи се сади негдека од 18 јули, најкасно до 2 август, али до кај 28 јули, тоа време, значи од 20 до 28, за да искочи на времето. Така било. Сега со климатските промени, значи пошто многу е топло и затоа не може да ја погодиме у термин. Искача порано, а она бара многу вода. Ако нема вода, значи нема да биде тоа. Да, видов дека имаш овде одличен систем капка по капка, модерен. Така. Имаш доволно вода? Па имам овој дел го вадам на 2 пати. Пошто бушотината ми е таму, големо растојание ми е до оваа нива и од другата имав таму садено. Така да на 2 пати за да исполни доволно капацитет да има вода, зелката бара многу вода. На почеток Инаку, посебно? Па на почетокот, да, кој ќе почне да прави зелки, обично ја вадиме, кога сме ја ваделе, сега сум на системов прва година, претходно сме ваделе од овакво, од бразда. Така. И тогаш ја вадиме обично на 7 дена. Значи врнело, не врнело на 7 дена. После кој ќе направи зелки, почнуваме да ја вадиме на 10, зависи у каква состојба е Так. зелката. И негдека за 90 до 100 дена она треба да биде готова за продавање. Го оставивме Предраг да си ја врши својата работа, а ние отидовме кон временото пазарче пред влезот на Бардовци, каде што се продаваа зелка и прас. Заедно со брат ми имаме 5 декара. 5 декара? Еве, во Зелка. просек зелка на 5 декара колку може да се На произведе? 1 декар 4 тона. За обардоци мора. За Обардовци. Да, Значи на 5 декара 20 тона. 20 тона. Во просек, по која цена се продава? Оваа година просек 30 денара ќе биде. Бараме 40, нешто продаваме, али сега гледам дека сите одека по 30. По 30. Не може, значи доаѓаат луѓе си викаат скапо е и си мораш да ја продаваш. Значи пазарот ја диктира цената. Па пазарот. Побарувачката Ова практично. година има доволно зелка. Мгм. Према Бардовци гледам и Тетовска, у Ѓорче има, секаде има. Значи затоа и цената 30 денара. Добре, сакам да ве прашам, која е процедурава еве сега, оваа зелка што сега се бере? Да. Кога се сади? Се сади во јули во Бардовци, од 1 до 1 август. 30 дена, значи разликата е некој порано, некој подоцна. Тие времења се садат. Добро. Расадов од каде го набавувате? Расадот сами ми правиме. Мгм. Имаме семе наше, Така. она бардовска што ви казалка, домашна. А вие бардовци се фалите дека најубаво семе е тоа, така? Нормално, тоа со години, со и век да не речем. Така. Традицијата се задржува. Тачно. И си, значи семето си го вадиме и правиме леј, Еве, рамниме. така.
Добро. И после која е процедурата? Процедурата ја наводнуваме лејата, Така. прорамниме, наводнуваме лејата, пуштаме вода, уште еднаш, се засуши малку и фрламе себе. Одазгора, лејите зависи од 10 метра, од 5 метра, кој како си сака. Така. Значи, ќе рашунеш колку за 5 Декара декара имаш потреба, така. имаш потреба и толку фрла семе. Еве, вие колку леи имавте за 5 декара? Па имаме 7 леи по 5 метра. Така подобро за после да се собере тоа. И значи нешто више ставаме на леја, заради За секој случај. секој случај да не никне, Така. да останеме и без засад. Така. Сега, откако ќе никне, Така. после колку време го садите на нива? Значи, ја сада моја ја сееме 1 јуни. Значи, некој ја сади, ја сее порано, али ја редовно ќе садам на 1. И значи, Јуни или јули? Јуни. Јуни, добро. Значи 15 до 20 јули почнуваме да садиме. Да садите на нива. Значи тоа 45 дена. А, така. Доаѓа 45 дена. Добро. Значи директно од леа го Од леја вадите, во гајби расадот во гајби и на нива. на нива. Да. Сега за 5 декари колку луѓе бевте ангажирани? Сега не знам да кажам дека имаме и аргати земено. Ако? Значи Значи- тоа е трошок, така? Трошок да. Колку ги плаќавте аргатите? По 1500 денари, 8 сати работно време? 8 сати. Добро. 4 жени земаме. Они сада 4 жени, ние четворица, 5 напуштаме. Така. И уште еден полива по нас, значи скоро 10 души. Еве, тие 10 луѓе што бевте ангажирани. Да. Колку време ви беше потребно за овие 5 декари да ги насадите? Значи, времето е многу топло, јули. Почнуваме од 5 сат са мајле. Така? До 4,5 ги зимаме од Биренбего, доаѓа тука, значи почнуваме од 5. Од 5 до 2 сат, 2,5 тука сме. Значи па е 8-9 сат. Така. Сите ангажирани. Добро, сега откако ќе се насади зелка? Да. После што следува? Одно за 2-3 дена се суши тоа и за 2 дена мораме да ја почнеме да ја поливаме. Летно време на 5 дена мораш да поминеш, на 5 дена, па на 7, па на 8, како она се фати, да биде фатена, убаво да се оправи. Так. После на 10 дена, на 8 дена се полива. После 3 месеци практично доаѓа берба по просек, така? Така. Сега, за берба колку луѓе сте ангажирани за берба? За берба, ја и брат ми. Аха. Ама си берете постепено како имате Постепено. потреба, така? Потршам денеска, утре ако значи нема, па идеме утре, значи секој ден береме по една пикнич. Така. Околу 500 кг. Душко, колку имаш насадено зелка Околу ова? 6,5 до 7 декара. И производството како е година? Супер. Да? Да, околу 35 до 40 тони. По просечна цена од 30 на денари, Па и 40. продававте нешто и по 40, така? 45, 50, 35. Ова е старо семе бардовска Старото семе. зелка? Да. Може Значи- да видиш тачно. Добро. Одлично. Ова има преку Ова е околу 2 кг. 2 кила, така? Дуле, предпоставувам дека дома ставате кисела зелка, така? Да. Може да ми кажеш, еве, ти си релативно млад, меѓутоа гледаш сигурно дома што се Знам од случува. мајка ми тато. Ете така. Која е процедурата за кисела зелка? Ајде да видиме. Да го фатиме редот сега. Едноставно, ова е. Ние не го вадиме кочано. Добро. Само сол ставаме, редим, Аха. па исто другата. Добро, еве во едно 2 дена ја оставаме без вода, од која ќе ја ставиме со сол, така. да упие. После вториот ден ставаме вода Добро. и што поише се точи, побрзо стане со тоа и е пувал. Добро, вака сега. Од кога почнуваш да ја точиш? Па можеш и од 4-ти ден. Така. Секој ден да ја точиш е уште пувал. Така. И во таква ситуација за колку дена реално треба да Па стаса? зависи од
земјинските услови. Мгм. Ако е потопло, побрзо стаса, ако е понормално. Така. Да, а иначе е поубаво да седи надвор. А Ако добро, е топла постојата, може и да омекне. така. За да не омекне, треба дополнителна количина малку на сол да има? Па зависи од килажата. Значи на буре од 120 литра се става околу 45 кила зелка. Значи Така. кило и пол до 2 кила сол. Сол. Кило крупна, кило алколоид. Да Значи, се измеша. така. Да, и после може да е проба за солило, ако е и фали нешто, да се Аха. доста и солило. Како ја подготвувате дома киселата зелка? Ако сакаш да стаса порано, се вади кочанот, се става Аха. сол и се става вака. Да стои 2 дена да дехидрира. Добро. А ако не икеш, се врти вака, исто со сол и се точи една недела, сабајле вечер ја точи. Тоа е. Цела недела, секој ден ја точите? Да, Откако ќе ја ставите? да, една недела. Добро. Дошо да се измеша, на 200 литра буре се става 4 кила сол. До 4,5. Солта Така. ја држи. Така. Ако нема сол и камен да ставиме, ќе се расипе. Сега ова, што бардовска сорта е ова? Ова е во бардовци раснета, ова е потомок. На оригиналната бардовска сорта. После бардовската, ова е Неизин потомок. неизин потомок. Така. За киселење е добра, Порано се ставаше во дрвени буриња. сега зелка. нема, тоа не. Сега не. се иде пластика, Така. дрвени каци више нема. Сметате дека подобар беше шмекот во дрвените Да, каци? да. Сега има пластика српска што е добра и има кинеска што мириса Аха. на се и се што. Вие имате овде насад во Бардовци? Да, Колкав насад? 2000 квадрата. Под систем, капка по капка. Повеќе 5 часата го местиш и цело лето си Аха. не одиш по бразда, не ја тераш зелката, него си капе. 3, 4, 5 сата. Сабајле вечер цела недела додека се фати. Аха. Собствен расад имате? Да. Од 2 декара лани извадив 6,5 тона. Сега треба да е негде околу 7,5. Повеќе, зашто врнежлива и поголеми се главите. Така. Тоа. Добро, еве, сте имале случај некогаш да има некоја баш голема зелка? Да, јас имам и бардовска и ова. Бардовска дома имам слика, ако сакаш, 9 кила е. Две кила 750. Добро. Се, таква голем, Ајде. помала, значи кај тебе Не, помала не, ќе еве, биде- оваа ќе извадиме. Добро. Стај. Абе, слуш. Сега гледај. Земјата, Добро. Ова значи 2 кила Бардовскава 750. 2750. 3900 кило. Едно Погоди? кило разлика. Да, а иста големина. Ето, Значи ова е постегната, позбита е таа. Да. Ова е порастресена. порастресена, Така. поубава е ова. Па ова и побрзо Ама- ќе стигне. Побрзо ќе стаса, Да, а оваа ќе стај ќе подолго ќе стои. така е. Кога станува збор за квалитетот, вие знаат За зелка. квалитет нема проблем тука. Прва класа зелка. Добро, рековме дека е малку полесна, порастресита. А овие листовиве шариве што се, тоа е специфика само на бардовската или? Прво се гледа зелката по ова. По ова. Гледаш. Аха. И листот, дебелината. Те- Ова има потенок лист, таа има Овие другите подебел. подебел лист. Така. И шарата, и за салата, ова е помека салата, таа е покрута салата. Така. Која е за јадење, таа е помека. Таа практично треба да одлежи малку повеќе кога ќе ја и да ја направиш, направи салата, да изробиш, треба да остои. да отстои, да омекне, да прими. А ова можеш одма. Дробиш, ставаш, мешаш еднаш и работи. Она проблем нема, све прима. Пошто е потенок листот Така. по кревот. Значи затоа и побргу стига кога станува збор за кисела зелка. За стасување стасува порано. Зависи сега колку ќе стаи сол, како ќе ја држи сол, таа ја држи не се убуре. Така. Ако не стаи сол, ти Да. вика се расипава зелка. Па не Да, си става па сол. солта ја држи. И не си става сол, и не ја бива. Така. А иначе за зелка квалитет до последен лист се користи.
Ја ставам кај Нова година, имам зелка до јуни. Не го отворам бурето, стои у подрум и проблем нема. Си правите сарма, подварок. Све има и сега имам шта саме ја. Да? А, вие на време. домаќински, Па да, видно. на време. Сега таман Митровден, Свети Ранđел, да има зелка. Да, може така би. е, да пречекате гости. Да. Точно. И ете во денешнава емисија ве информиравме за тоа какви се состојбите со есенската сеидба кај нас и за разлика од претходни години кога земјоделците имаа проблем со сушата, оваа година имаат проблем со зголемена влага во почвата, на тој начин што ќе мора малку барем да ја одложат есенската сеидба, да дочекаат малку повеќе сонце. Исто така имавте можност да дознаете нешто повеќе за бардовската зелка и сите вие што имате намера да ставите оваа година кисела зелка, веројатно овие совети што ги добивте од овие луѓе кои што произведуваат тука зелка, ќе ви бидат користни за таа да биде што поквалитетна. Ете тоа беше се во денешното издание на емисијата Класие. Ве поздравуваме и ви посакуваме пријатен ден. Пријатно.